Македонија главна тема на денешниот состанок на Грција, Србија и Бугарија во Солун. На заедничка средба премиерите Алексис Ципрас и Бојко Борисов, како и председателот на Србија Александар Вучик. Иако во најавите стои дека главна тема се инфраструктурни проекти, медиумите во Грција и во Бугарија најавија дека најмногу ќе се разговара за Македонија и за нерешените прашања со Атина и Софија на патот кон евроатлантските интеграции. Дали ќе го делат Скопје? Трилатерален состанок на Грција, Србија и Бугарија во Солун е насловот под кој што грчкиот весник ProNews пишува дека целта на денешниот состанок била неутрализирање на изворот на нестабилноста креирана во Македонија. Според порталот Нетпрес, весникот пишува дека во овој контекст се размислува дури и за сценарија за поделба на Македонија на три зони на влијание: српска, грчка и бугарска. Скопје се претвори во рана за целиот Балкан, не само затоа што е фокус на дестабилизација, туку и затоа што ја крадат историјата не само од Грција, туку и од Србија и Бугарија, стои во текстот. ProNews пишува дека и на денешните средби на грчкиот премиер Алексис Ципрас со бугарскиот колега Бојко Борисов и српскиот председател Александар Вучик од особен интерес ќе биле наводните историски и соседски контроверзии што потекнувале од Македонија. Бугарија како услов за поддршка на Македонија наметнува подпишување на договор за добрососедство, во кој треба да прифатиме дека имаме заедничка историја и заедно да го славиме Илинден. Грција пак бара Македонија да го промени името за да даде зелено светло за почеток на преговорите со ЕУ и за покана за НАТО. Српските власти досега неколку пати им се додворија на грчките, посебно шефот на дипломатијата Ивица Дачик. Тој на средбата со неговиот грчки колега Никос Козијас изјави дека Србија жали што ја признала Македонија под уставното име. Дачик изјави дека останува на кажаното и дека Србија ќе се однесува реципроцитетно во однос на Македонија. Повеќе пати на македонските официјални лица им порачав како вашата држава ќе се однесува во меѓународната политичка арена и организации кон Србија, така ќе се однесуваме и ние спрема вас. На средбата присуствува и председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер, што само ги потврдува шпекулациите дека средбата која е посветена на Македонија можеби е иницирана или најмалку пак поддржана од Брисел.